Почитувани, денес, еден ден откако Зоран Заев си купи привиден мир со шверцарско гласање на доверба на владата и тоа го представи во јавноста како не баре ги донесол Google и Facebook во државава и како не баре да набавил милион вакцини, сепак реалноста е иста како и претходно. Се уште немаме вакцини и секојдневно луѓе умираат заради тоа. Се уште економијата е пред колапс. Се уште Република Македонија е презадолжена. Се уште 55.000 луѓе кои што останаа без работа во последната година се невработени. Тоа е нашата реалност со Зоран Заев на власт. Заев не промени ништо. Не донесе подобро. Заев во текот на вчерашниот ден, очигледно во паника, правеше циркус за да си купи привиден мир и да го оттргне вниманието на народот од вистинските проблеми во државата. Но и од фактот дека коалицијата пополека, но сигурно нема доверба во владата. Имено, Зоран Заев, исплашен од ВМРО ДПМНЕ, побрза да предложи точка на дневен ред, гласање на доверба на влада, и тоа по итна постапка на самата седница, со цел да не може да се дискутира во собранието за лошите и катастрофални политики на власта од страна на пратениците. Вчера Заев само покажа дека нема доверба во своето мнозинство и својата коалиција и затоа мораше да ги тестира. Со овој очајнички и паничен потек на Заев, кој што мисли дека си купил 90 дена мир, но очигледно не го знае членот 92 став 5 од Уставот на Република Македонија, каде што многу јасно и децидно вели, цитира: повторно прашање на доверба на владата не може да се постави пред истекот на 90 дена од последното гласање за доверба, освен, потенцирам освен, ако прашањето за доверба го постават мнозинството од скупниот број на пратеници. Од тука му порачуваме на Зоран Заев дека на неговата купи ден продај ефтина и популистичка политика полека, но сигурно и се гледа крајот. Токму страхот, паниката и слабоста која што власта и Зоран Заев ги покажаа вчера, јасно покажува дека тој не верува ниту во своето мнозинство, ниту пак доволно верува во себе. Од друга страна, со вчерашното гласање падна во вода и уште една голема лага на Заев и луѓето околу него, а тоа е лагата дека тој има пратеници од опозицијата кои го поддржуваат и ќе преминат во таборот на власт. Дека тоа е ефтина лага и манипулација, вчера се увери и самиот Заев, а македонската јавност многу јасно огледа чии табор во последниот период е на стаклени нозе и пополека се распаѓа. Зоран Заев нема веќе што да понуди. Зоран Заев го отпеа своето. Крајот на Зоран Заев забрзано доаѓа и е се поочигледен. Нелогичните и штетните негови потези го докажуваат тоа. Мирот, кој што мисли дека наводно го обезбедил, наскоро ќе отстане негов кошмар. Благодарам. Прашања? Видете, доколку беше доблесен и навистина сакаше триумфалистички да го прикаже ова што се случува во државата, доблесно ќе беше да побара, писмено да побара, не усно, да се дискутира за доверба на влада. Така ќе имаше можност да слушне и аргументи кои што опозицијата и граѓаните имаат да му ги пренесат на Зоран Заев. Вака, со доаѓање на седница, поставување на усно барање за гласање на доверба на влада, без можност за дискусија, мислиме дека непродуктивноста ќе останеше. Сепак, во нашата држава остануваат проблемите кои што ги имаме. Единствено, она што можеше да го направи Зоран Заев е триумфализмот да го покаже, кој што траеше еден ден. За жал, јас од утрово гледам други наслови по медиумите и тоа: за една недела бројот на ново заболени од COVID-19 е зголемен за 56,4% во државата. Друга
Друга тема. Музичарите не се согласуваат со новиот протокол за работа на индустријата, бидејќи се исклучени од него. Трета тема. Позајмуваме 700 за да вратиме 500 милиони евра обврзница. Дополнително, законот за тутун, каде што се пролонгира рокот, не е поминат на седница. Оризопроизводителите имаат своји проблеми. Текстилниот сектор, невработеноста и неможноста на компаниите да обезбедат работа за наредниот период ќе представува голем проблем за државата во наредниот период. Новиот концепт за образование помина на влада. Историјата се спојува со општествени науки. Ете, тоа се темите за кои што треба да дискутираме и за кои што Зоран Заев треба да биде загрижен, а не среќен. Затоа што смртноста во државата е огромна, затоа што се уште сме на 111 место по индексот на корупција во светот, затоа што Македонија е ставена во графата на хибриден режим. За тоа треба да разговараме и да дискутираме, а не вака триумфалистички со ефтини финти да го замајуваме народот и јавност. Поведете. Ние сме во континуирана комуникација со пратеници од владеачкото мнозинство. Тоа што вчера се случи беше адхок, кога ќе биде стабилно или кога ќе имаме можност да направиме дополнителен потек, ќе бидете известени, затоа не би сакал сега да ја подигнувам очекувањата на јавноста во овој момент, меѓутоа разговорите се секојдневни и континуирани. Реков дека согласно членот 92 став 5, собирање на 61 подпис и барање на доверба на влада дава можност и пред тие 90 дена да се направи, да се поднесе точка за доверба на влада. Наредниот период ќе бараме од председателот Џафери тие интерпелации да бидат ставени како точки на дневен ред, за да можеме да ги разгледаме. Се надевам нема да се случи како во минатиот парламентарен мандат, кога од 8 поднесени интерпелации беа разгледани само 2. Затоа што навистина интерпелациите против министрите за кои што се поднесени се многу чувствителни и тоа се министрите и секторите во кои што треба да добиеме одговор како пратеници и да се произјасниме по нив. Благодарам.